Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Откажете се! Ве победивме! Не подпирајте се на тоа што го вели вашиот цар. Ве лаже. Нашиот цар Сенахирим е најмоќен. Вие сте губитници, а не војници. И ако зависите од Бог, тогаш е готово. Непријателската Асирија го обсадила градот Ерусалим со 200.000 војници. Мажите на градскиот зид биле тивки. Царот Езекија знаел дека нема излез. Но тој имал оружје за кое непријателот не знаел ништо. Оружје кое секогаш победува. Тоа оружје не можело да се најде во оружарницата, туку во неговото срце. Доверба во Бог. Кој го има ова оружје, никогаш не треба да се плаши од непријателот. Царе Езехија, ова е писмо од Сенахирим. Не плашете се, Бог е на наша страна. Имајте доверба во него. Езекија го зел писмото, отишол во храмот и се молел. Господе, ти си нашиот Бог. Само ти си цар. Спаси не за сите да видат дека си жив Бог. Некои луѓе мислат дека кога веруваат во Бог, се во животот ќе биде лесно. Но во Библијата воопшто не се поучува тоа. Бог дозволува да ни се случуваат тешки нешта. Тие се тестови, за да видиме дали на вистина му веруваме. Езекија го положил овој тест и Бог му рекол: така вели Господ Бог, ги слушнав твоите молитви. Непријателот нема да може да истрела ни една стрела во градот. Навистина, ни една стрела? Следниот ден сите се увериле во тоа. Види го ова. Непријателот е поразен. Трупови насекаде. Кој го победи непријателот? Во Библијата пишува дека ноќта Бог испратил ангел. И ангелот убил 185.000 непријателски војници. Затоа ни една стрела не била истрелана во градот. Тоа што Бог го ветува, го исполнува. Можеме целосно да му веруваме, како што се вели во Библијата во Псалм 33, стих 4. Зашто словото на Господ е право и сите дела негови се извршени во верност. Читај го Божјото Слово и зависи од него. Тогаш ќе дознаеш дека Богот на Езекија е ист денес како што бил тогаш. Тоа што Бог го ветува, го исполнува. Пиши ми, ако немаш Библија, ќе добиеш една како подарок. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!